Општинската организација на Црвениот крст од Штип наскоро ќе организира општински натпревар по прва помош. За овој традиционален натпревар кој годинава ќе се одржи на градскиот плоштад Слобода, подготовките се веќе завршени и се очекува да се одржи кон средината на овој месец. Обуките за натпреварот се во тек. Денес беа одржани во Средното медицинско училиште Јане Сандански. Нашата екипа од 6 члена се пријави на овој натпревар за да научиме повеќе за првата помош и доколку има некоја повреда на некоја сообраќајка, за да помогнеме на луѓето, да знаеме како да се справиме со нив. Ние имаме доста голем успех во овие надпревари. Речи се секоја година се пласираме на државниот надпревар по прва помош и затоа се чествуваме како персоналци во овие надпревари. Сите пријавени кои ќе ги следат обуките и ќе учествуваат на надпреварот ќе добијат соодветни благодарници, а предвидени се и награди. За сите учесници во надпреварите, како и за самите училишта, се предвидени благодарници за учество во надпреварите, а за првите 3 екипи се предвидени скромни награди и признанија, додека во категоријата средношколци, оние кои што ќе освојат прво место, учествуваат на државниот надпревар кој што се спроведува во месец септември. Според Камчев, интерес за учество пројавиле претежно ученици од основните училишта, и тоа 6 екипи од Општинското основно училиште Гоце Делчев, 5 од Општинското основно училиште Ванчо Прке и 1 екипа од Општинското основно училиште Тош Варсов. Што се однесува до средните училишта, само 2 имаат пријавено екипи. Веќе споменатото училиште Јане Сандански со 6 и средното општинско училиште Колен Ехтенин со 1 екипа. Со оглед на тоа дека надпреварот ќе се одржи кон средината на мај, има доволно време за пријавување и подготовка и за учениците од останатите училишта. Во првата фаза предвидено е да учествуваат екипи од основните и средни училишта, а подоцна ќе се врши пријавувањето на студенти и вработени. Овој надпревар се одржува по повод значајниот датум во овој месец, 8 мај, светскиот ден на Црвениот крст.